Путин и Ленин на фотографија, комбинација за апс на нотниот волк во германскиот град Поздам. Изненадувањето за Јовановски пристигнало веднаш, откако нотните волци стапнале на германска територија. Полицијата со образложение дека Јовановски представува голема опасност за општата сигурност и редот во државата, го апсила и неколку часа го држала во полициска станица. Целта на колоната, составена од 40 на моторџии, била символично, возејќи по патот на Црвената армија, утре на денот на победата над фашизмот, да ја прослави 70 годишнината. Ми беше меѓу другото спомнато од еден од полицијата кој што веројатно учествувал на тој состанок дека веројатно една од причините и тоа што тамо биле на тој состанок покажани снимки и видеа од моите средби поздравување со Путин кој што навеле на тоа да донесат таа одлука и веројатно да пратат порака дека ние што сме блиски со него не сме пожелни. Меѓутоа, јас пак ќе кажам, сега ние малку се шалиме, бидејќи на 10-ти ден потоа, после Берлин, Меркел оди на средба со Путин и велиме дали не ќе го забранат влезот во Германија, пошто ќе се ракува и ќе разговара со Путин. Тој за Канал 5 вели дека правдата ќе истера со адвокати. Јас сум практично поддржуваш на погрешната страна во овој политички конфликт помеѓу ЕУ и САД и Руската федерација. И дека нормално, како таков представен човек и познат во јавноста, ќе имам некои ефекти на луѓето кои што ќе ме гледаат тука, кои што нема да бидат поволни за германската држава. На својот Facebook профил Јовановски напиша: "Ја почувствував демократијата на дело. Не верува дека до утре ќе може да ја заврши процедурата за укинување на одлуката на полицијата на Бундесполис Президиум Поздам и заедно со своите колеги од Русија, Македонија, Бугарија, Чешка и Германија да го прослави 9 мај."